Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Израелците пеат за Божите дела. Драги пријатели, денес ќе ја обработиме глава 15 од книгата Излез. Да ве подсетам на контекстот. Откако израелците го преминаа Црвеното море и беа сведоци на Божјото спасение, тие почнаа да пеат песна која денес е позната како песната на Мојсей. Претходно пееа блуз, односно пустински блуз, тажни песни со кои сакаа да кажат колку им е тешко откако беа ослободени од робството. Но, откога Бог повторно им се објави и ги спаси, тие на цел глас му благодареа на Бог. Со оглед на тоа што песната е навистина долга, во ова проучување ќе посветиме време и внимание само на некои аспекти од истата. По содржина, оваа песна е слична на песната на Дебора, запишана во книгата Судии. Предпоставувам дека некои од вас знаат, оти царот Давид напиша многу песни. Поголемиот дел од песните во книгата Псалми се негови дела. Исто и пророкот Еремија испеа неколку песни, а некои од нив се навистина тажни. И други пророци во Стариот Завет пееа песни, како тажни, така и радосни. Новиот Завет исто така започнува со песни кои се запишани во Евангелието на Лука. Кога Елизабета, мајката на Јован Крстител, дозна дека ќе има дете, таа запеа и го прослави Бог. Истото се случи и кога Марија, мајката на Исус, дозна преку неја ќе дојде Спасителот на светот. Тоа се двете песни кои беа поврзани со раѓањето на Христос, а третата беше испеана кога се роди и ангелите го прославија Бог за тоа што го направи. Ако ја отворите последната книга од Библијата, книгата Откровение, ќе забележите дека и во неја се запишани многу песни. Во Откровение пишува дека кога ќе бидеме во Божјото присуство, постојано ќе го славиме Бог. Мислам дека тоа ќе биде прв пат кога ќе пеам како што треба. Моментално не ме бидува за пеење, но едва и чекам Бог да ми даде ново тело и нов глас. И тогаш ќе пеам без прекин. Израелците пееа прекрасна песна. Слушнете го почетокот. Тогаш Мојсей и синовите израелски ја запееа оваа песна на Господ велејки: да го воспевам Господа, зашто славно се прослави. Конјот и конјаникот негов ги фрли в море. Господ е моја сила и моја слава. Тоа е спасение мое. Тоа е Бог мој и ќе го прославувам. Бог на таткото мој и ќе го превознесувам. Господ е воин, Јахве е името негово. Живееме во време во кое има многу војни и затоа постојано се зборува за потребата од мир во светот. Во Откровение глава 19 пишува дека еден ден Господ Исус Христос повторно ќе дојде на оваа земја и ќе се справи со сето зло и неправда. Се до тој момент, мирот во светот нема да биде возможен. Но тоа што треба да го имаме на ум е дека пред да воспостави конечен мир, Бог ќе мора да војува со злото и оние кои му се подчинети. Во Матеј 10:34 Исус вели дека не дојде да донесе мир, туку меч. Следниот пат кога ќе дојде на овој свет, тој ќе донесе мир, но со помош на мечот. Може би се прашувате зошто, но тоа е единствениот начин на кој ќе се справи со сета неправда. Песната на израелците е слична на многу други кои се запишани во Библијата. Во суштина, станува збор за песна во која народот го славеше Бог за неговото дело. Навистина е штета што голем дел од песните кои се компонираат денес се сосема различни од оние за кои читаме во Библијата. Но генерално гледано, речиси сите песни кои се компонираат имаат некаква приказна зад себе и опишуваат одредени настани кои се случиле. Приказната за која пееа израелците всушност беше искуството кое што туку го имаа со минувањето на Црвеното море. На некој начин сакаа да го одбележат тоа чудо со тоа што ќе го прослават оној кој го направи. Иако не можеме детално да ја обработиме, слушнете дел од стиховите на песната. Колите фараонови и војската негова ги фрли в море. Избраните војводи негови се удавија во Црвеното море. Бездните ги покрија. Тие потонаа во длабочините, како камења. Десницата Твоја, Господи, се прослави со сила. Десната рака Твоја, Господи, го уништи непријателот. Израелците го славеа Бог зашто тој ги ослободи и го уништи непријателот.
За нив Египет и египтяните беа слика на нивната безнадежност и безпомошност. А сега се ослободени, бидејќи Бог интервенираше. Бог го спаси израелскиот народ. Тоа е суштината на целата песна. Ке прескокнам неколку стихови и ќе го прочитам стих 11. Кој е како Тебе меѓу боговите, Господи? Кој е како Тебе прославен во светоста своја, прекрасен во славата своја и творец на чуда? Кој е како Тебе меѓу боговите, Господи? Израелците што туку излегоа од земја во која се обожуваа многу идоли. Во претходните неколку епизоди размислувавме за битката на боговите. Секоја од казните кои беа пратени во Египет беше насочена кон некој од лажните богови кои се обожуваа таму. Затоа, народот дојде до заклучок дека ниту еден бог не може да се спореди со Господ Бог. Кој е како Тебе прославен во светоста своја, прекрасен во славата своја и творец на чуда? Одговорот е никој. Потоа пееа. Тија пружи десницата своја и земјата ги голтна. Според милоста Твоја го водиш овој народ, кого Ти го избави, и го спроведуваш со силата Своја во живеалиштето на светоста Твоја. Според милоста Твоја го водиш овој народ, кого Ти го избави. Израелците беа ослободени од робство, и тоа не беше бидејќи беа силни, туку бидејќи Бог ги избави. Избавувањето не зависеше од нив, туку од Бог. Од нив се очекуваше само да веруваат. Истото се однесува и на нашето спасение. Бог од нас не бара да правиме добри дела, туку да му веруваме во делото кое тој веќе го направи на крстот. Ако спасението зависеше од нашите дела и достигнувања, никогаш немаше да го добиеме. Бог не вели, ако се подобрите и го достигнете мојот морален стандард, тогаш ќе ве спасам и ќе бидам благонаклонет кон вас. Ако беше така, јас никогаш немаше да бидам спасен. Фала му на Бог, што тој не сака независно од нашите дела. Тоа не значи дека не треба да правиме добри дела, но да ги правиме зашто сме ја прифатиле Божјата љубов, а не за да ја добиеме. Повторно ќе го прочитам стих 13. Тија пружи десницата своја и земјата ги голтна. Според милоста Твоја го водиш овој народ, кого Ти го избави и го спроведуваш со силата своја во живеалиштето на светоста Твоја. Бог ги избави со одредена цел, да ги воведе во ветената земја. Потоа, во песната пеја за Божите дела, на кои што туку беа сведоци. Стихови 18 и 19. Господ ке царува секогаш и во вечност. Кога коњите фараонови се колите негови и со коњениците негови влегоа во морето, Господ ги поврати врзни водите морски, а синовите на Израел поминаа по суво среде море. Последните два стиха читаме за личност која долго време се нема појавена во книгата Излез. Стих 20. И пророчицата Миријам, сестрата Аронова, зеде тимпан во раката своја, а по неја излегоа сите жени со тимпани и со игра. И запеа Миријам пред нив. Пејте му на Господ, зашто славно се прослави. Конјот и коњаникот в море ги фрли. Овие беа моменти кога народот го славеше и му благодареше на Бог за неговото спасение. Израелците се жалат, бидејќи немаат вода. Стих 22. Потоа ги поведе Мојсей синовите израелски од Црвеното море, и тие навлегоа во пустината Сур, и одејќи низ пустината 3 дена, не најдоа вода за пиење. Сакам да обрнете посебно внимание на тоа што е запишано во овие стихови, бидејќи ова е особено важен период од историјата на израелците. Тие се наоѓаат во пустината и се упатени кон планината Синај, каде што ќе им биде даден законот. Во главите 15 до 18 има 7 важни околности низ кои минаа израелците, и истите тие им се случуваат и на христијаните. Не заборавајте што напишал апостолот Павле. Сите овие нешта за кои читаме во Стариот Завет се запишани за ние да се поучиме од нив. Преку овие искуства, Бог сакаше да ги изгради луѓето за тие духовно да созреат. Како што забележавте, во стих 22 пишува дека 3 дена патуваа низ пустината, а немаа вода за пиење. Повторно се најдоа во одредена неприлика. И нивната реакција беше слична како онаа кога се најдоа пред Црвеното море. Ајде да ве потсетам на контекстот на настаните.
Израелците го минаа морето и почнаа да го слават Бог. Мојсей ги предводеше во песна и тие му благодареа на Бог за избавувањето. Може би помисливте дека после тоа чудо народот никогаш повеќе нема да се сомнева во Божјата добрина и дека од сега натаму повторно и постојано ќе имаат силна вера во Бог. Може би и тие помислеа дека од сега нема да имаат никакви проблеми и сите нивни потреби за миг ќе бидат исполнети. Но што се случи? Народот ожедне и 3 дена патуваше низ пустината без вода. Божиот народ остана без вода. Додека беа во Египет, барем имаа вода и храна, а во пустината немаа вода за пиење. Не знам што очекуваа дека ќе им се случи во пустината, но сигурен сум дека ова не беше дел од нивните претпоставки и очекувања. Во споредба со Египет, пустината се покаже како многу лошо место за живење. Искрено верувам дека ова е искуството на секое новородено Божјо дете. Откако ќе го доживееме избавувањето, има моменти кога барем за кратко нашата душа копнее за тоа што било порано. Во тие околности можеме да научиме да кажеме: тоа што го сметав за придобивка, за мене е загуба. Ако научиме да го надминеме тој период и да му веруваме на Бог, сето тоа ќе резултира со духовна зрелост. Тоа е искуството низ кое минува секое Божјо дете, откако ќе биде избавено од силата на гревот. Тука сакам да го споделам и моето лично искуство. Се сеќавам кога Бог го допре мојот живот пред многу години. Поверував во смртта и воскресението на Исус Христос и се помирив со Бог. Во мене се јави голема желба да одам на теолошки факултет, а во тоа време работев во банка и постојано службено патував. На тие службени патувања често одевме во локални клубови, каде што имаше танцување, се пиеше алкохол и слично. Кога поверував во Бог, продолжив да одам со моите колеги, но одлучив дека нема да се однесувам како претходно и ќе се обидам да дадам пример со моето поведение. Една вечер ми понудија да пијам алкохол и неколку пати ги одбив. Никогаш нема да заборавам што се случи потоа. Еден од моите колеги имаше пониска работна позиција од мене и воопшто не му се допаѓаше тоа. Но тоа не беше моја вина, бидејќи јас ја работев својата работа, а нашите претпоставени одлучуваа на која позиција ќе биде кој. Кога дозна дека сакам да бидам проповедник, тој дојде и ми рече: малку е чудно што човек кој сака да биде проповедник доаѓа на вакви грешни места, зарем не? Иако начинот на кој ми го кажа тоа воопшто не беше љубезен, сепак многу добро се сеќавам како дојдов до заклучок дека тоа е во право. Никогаш нема да заборавам како на брзина излегов од тоа место и отидов на улица. Размислував за тоа што се случи и за насоката во која сакам да се движи мојот живот. На моменти сакав да се вратам во клубот и да му кажам дека сакам да се дружам со нив и да бидам како нив. Но фала му на Бог што ми даде сила да не потклекнам на искушението. Откако Бог ќе ви избави и ќе се најдете во пустината, ќе дојдат моменти кога ќе се почувствувате жедни. Но сакам да знаете дека египетските извори на вода не можат да ја згаснат вашата духовна жет. Единствениот извор на жива вода е Бог и само тој може да ја задоволи жетта на вашата душа. На почетокот од мојот христијански живот не ја познавав Библијата многу добро. Знаев еден стих кој многу ми помогна да не се вратам назад во светот. Во Јован 7:37 Господ Исус им вели на слушателите: ако некој е жеден, нека дојде кај мене и нека ја засити својата жет. Откако израелците патуваа 3 дена во пустината, без вода, конечно дојдоа до место каде што имаше вода. Слушнете што пишува во стиховите 23 до 26. Дојдоа во Мара, но не можеа да пијат вода во Мара, зашто беше горчлива. Затоа и го нарекле тоа место Мара. Тогаш народот почна да вика против Мојсеј, велејки: што ќе пиеме? Извика Мојсеј кон Господ и Господ му покажа дрво. Тој го фрли дрвото во вода и водата стана сладка. Таму му даде наредби и закони и таму го подложи на проверка. И му рече: ако го послушаш добро гласот на Господ твојот Бог, ако правиш што е угодно пред очите Негови, ако ги слушаш заповедите Негови и ако ги пазиш сите наредби Негови, нема да ти пратам ни една од болестите што ги пратив над Египет. Зашто јас сум Господ,
твојот исцелител. Ова е втор пат како израелците почнаа да се жалат откако беа ослободени од робство во Египет. Се наоѓаа на местото Мара, каде што имаше вода, но беше горчлива. Замислете само во каква ситуација се најдоа. Веќе 3 дена патуваа низ пустината и немаа вода за пиење. А кога конечно дојдоа до оаза, каде има вода, таа беше горчлива и не можеа да ја пијат. Оазата Мара е искуство низ кое ќе помине секој христијанин. Секој од нас минува низ горчливи искуства во животот. Многу ми навелат, зошто Бог дозволи да ми се случи ова? Не знам која е причината, но знам дека Бог не ве казнува, туку се обидува да ве изгради и да ве подготви за нешто. Господ Исус рече дека во светот ќе имаме неволји. Без разлика која е вашата животна приказна, сигурен сум дека е само прашање на време кога ќе дојдете до оазата Мара. Тоа е така бидејќи Божиот план е секој од нас да се најде во таква состојба, за нашата вера во него да биде испитана. Некој рекол дека неприликите во кои се наоѓаме се прилика за Бог да не изгради. Пред некое време ми пристапи еден млад човек и ми рече: сакам да одам на факултет и теолошки да се надоградам за да одам во мисија. Но татко ми почина и затоа не можам да одам. Треба да ја помагам на мајка ми по дома. Тоа беше оазата Мара, низ која ова млада личност мораше да помине. Кога бев пастор во една црква, се сеќавам во заедницата имаше млада девојка која беше надпросечно убава, но имаше бела коса. Никогаш не се жалеше за ништо. Изгледаше дека е посветена на Бог и радосно служеше во црквата и на оние кои беа во потреба. Еден ден разговарав со член од црквата и го прашав зошто нејзината коса е бела. Тој ми одговори дека нејзиниот вереник починал во несреќа, бил убиен. Тоа е причината поради која нејзината коса брзо побелела. Видејќи кога се случил тој настан, таа била многу тажна и потресена. За неа, тоа искуство било минување низ оазата Мара. Секој од нас минува низ ситуации во кои се разочаруваме. Обесхрабрени сме и тажни поради одредени искуства. И јас имам поминато низ такви искуства во животот, така што ви зборувам од лично искуство. Секој од нас минува низ Мара. Нема шанси да го избегнеме тоа место. Можете колку сакате да се обидувате да ја заобиколите, но секој ваш обид ќе биде безуспешен. Ако моментално минувате низ таква ситуација во животот, мој совет за вас е: не дозволувајте околностите да го задушат семето кое е посејано во вас. Се сеќавам дека кога бев мал, гледав како земјоделците често ги жигосуваат телињата со жешко железо. Многу ми беше тешко да ги слушам малите телиња како извикуваат кога железото ја допираше нивната кожа. Но тоа беше единствениот начин на кој нивните сопственици можеа да знаат кои грла се нивни, особено ако се изгубат. Искуствата крај оазата Мара многу често се слични на тоа жигосување. Не се пријатни, но преку нив Бог не обележува и покажува дека сме негови. Кога израелците почнаа да се жалат, Бог му кажа на Мојсеј да фрли дрво во водата и таа стана сладка, односно добра за пиење. Старозаветниот Божи принцип е следниот: проклет е секој кој ќе виси на дрво. А Господ Исус умре на дрво и токму поради таа причина нашиот живот не мора да биде горчлив. Исус умре за ние да не ја искусиме вечната смрт. О смрт, каде е твоето осило? Како што дрвото кое го фрли Мојсеј ја направи водата убава за пиење, така дрвото на кое висеше Исус Христос го прави нашиот живот убав и благословен. Ке го прочитам последниот стих. Потоа стигнаа во Елим. Таму имаше 12 извори и 70 палми и се улогорија таму крај водите. Сигурен сум дека местото Елим било прекрасно. Стихот вели дека имаше 70 палми и 12 извори. Елим беше место на благослов и плодност. После Мара, Бог ги донесе израелците во Елим. Во животот ќе имаме тажни моменти и ситуации, но ако бидеме трпеливи, ќе ја доживееме и Божјата радост. И Симон Петар беше затворен и осамен, но ангел Господов дојде, ја отвори вратата и го ослободи. Павле и Сила беа затворени,
но кога почнаа да пеат и да му благодарат на Бог, вратите од затворот се отворија. Во животот на секој христијанин има мара, но исто така има и елим, место каде има изобилство од вода и други благослови. Сакам да знаете дека Божиот план за секој од нас вклучува минување крај мара, но исто така и покрај елим. Голем број луѓе кои му верувале на Бог минале низ мара, но и низ елим. Јосиф, Мојсей, Илија, Давид, апостолите и многу други светии од историјата на црквата. Всушност, секој христијанин има минато низ мара, но и низ елим. И нам не чека истото. Зад секој облак има сонце, зад секоја сенка има светлина, зад секоја неволја има победа, зад секоја бура има виножито. Тоа е начинот на кој Бог ги водел израелците низ пустината, но и начинот на кој Бог не води нас денес. Така што, немојте да се обесхрабрувате. Се што им се случи на израелците е за наша поука. И тука ќе застанеме со денешното проучување. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.